Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Тетовецот Павле Кузмановски е овогодинешниот добитник на највисоката државна награда 11 октомври за животно дело во областа на уметноста. Пријавено починато лице од Италија на местото ловиште јеловјане во атар на Попова шапка. Партиите продолжуваат со своите активности во рамки на изборната кампања за локалните избори. Тетовецот Павле Кузмановски е овогодинешниот добитник на највисоката државна награда 11 октомври за животно дело во областа на уметноста. Вчера вечер пак по училиштето Гоце Делчев во Тетово со пригодна свеченост бе одбележан и неговото одликување со оваа награда и 80 годишнината од народното востание на македонскиот народ. Академскиот сликар тетовецот Павле Кузмановски е овогодинешниот добитник на највисоката македонска награда за животно дело 11 октомври во областа на уметноста. Вчера во собранието на Кузмановски му беше врачена наградата, а во основното училиште Гоце Делчев во Тетово синоќа се одржа пригодна свеченост по повод неговото одликување со ова признание и по повод државниот празник 11 октомври. Јас ја добив наградата од областа на уметноста, на творештвото, со што на некој начин ето го добив признанието кое веројатно некој го вреднувал, го открил и го предложил да се вреднува на својиден начин со награда, а тоа творештво е, да речеме, еден период од можда 50 години континуирано работење во мојата област ликовна уметност, при што сум направил преку 50 ликовни изложби во земјата и во странство. На вчерашната свеченост присутните имаа можност да проследат богата културно-уметничка програма. Значаен и важен повод за целиот град, затоа што најголемиот уметник кој е роден и живеел и творел во нашиот град, е неговата држава, можеби со задоцнување, но не е сепак заборавен. Одборот за доделување на највисоката македонска државна награда 11 октомври одлучи да му ја додели највисоката, најпрестижната државна награда за животно дело. И по тој повод сите ние тетовчани денес сме тука пригодна свеченост да одбележиме животен век и дело уметничко врвно на еден наш сограѓанин. Имаме уметничка културна програма од повеќе изведувачи, разни жанрови ќе бидат опфатени, ќе се подсетиме на неговата биографија која е богата, но значајно е да се каже за ваков повод и граѓаните кои што можеби помалку знаат за неговиот богат животен опус, тоа да го слушнат. Така да мислам дека ќе имаме убава програма, убав настан што ќе се памети во нашиот град. Инаку Павле Кузмановски е роден во 1939 година во Тетово. Неговото ликовно творештво е мощно богато, а покрај наградата 11 октомври добитник е и на многу други награди. Скринингот на учениците го координира Министерството за здравство, истакна министерката за образование и наука Мила Царовска. Таа додаде и дека најголем број од училиштата се снабдени со дигитални табли, таблети и друга потребна опрема за модернизација и дигитализација на образованието. Министерството за образование е во координација со Министерството за здравство, кое што е надлежно за координација на овој процес, директно во негова надлежност. Во моментот кога институциите ќе имаат нови информации, јавноста ќе биде известена. Министерството за образование и наука има една цел, а тоа е да даде поддршка на секој поединец во системот, како ученици, така родители, така наставници, така директори. Зошто? Затоа што воведувањето на нов концепт значи воспоставување на систем или почеток на воспоставување на нов сериозен, модерен образовен систем. Најголем процент од училиштата ги снабдија учениците со дигитални таблети, учениците со таблети. Министерството има на располагање уште 6000 таблети во Министерството, што укажува на тоа дека секоја институција која што се обратила во Министерството за да побара таблети, истите ги добила и ги спушта до учениците.
Тоа станува збор за оние ученици кои што се во социјален ризик или нивните семејства не може да набават таблет. Учебниците се достапни и во онлайн верзија и во офлайн верзија. Таблетите кои што се доделуваат од страна на училиштата се со веќе спуштени учебници на истите тие уреди. Дополнително Министерството набави 20% од вкупниот потребен тираж за четврто оделение и печатените учебници се спуштени во училиштата за да може да ги користат учениците кои што немаат услови за користење на таблет. Секако дека во училницата наставниците може да им даваат наставни ливчиња или дел од учебниците во принтана верзија, кое што секако им користи на часот доколку за истото имаат потреба. Кандидатот за градоначалник на Тетово од Интегра, Снежана Стојановска, по повод вчерашниот празник 11 октомври порача бистите кои беа тргнати од градскиот плоштад да се постават повторно. Многу ми е драго што вечерва присуствував на одбележувањето за добиената награда 11 октомври, посебно на уметникот Павле Кузмановски. Се надевам дека тетовчани имам доста што треба да ги добијат овие награди. Празникот 11 октомври е многу битен, многу е важен за Тетово, но ќе побараме да понатака спомениците кои го одбележуваат градот, токму поврзан со денешниот настан, да бидат вратени на истите места каде што биле. Кандидатот за градоначалник на Тетово од ДП Сади Беџети со обраќање до граѓаните. Јас сакам прво на граѓаните да им кажам, ја као Сади Беџети од ДПА што доаѓам за избори, сакам да ви кажам да не сум правил коалиција со ни една партија. Значи, тоа што се шири, да ја собирам гласови за ТУ-та, за градоначалничката, тоа не постои. Значи, секој градоначалник што се пријавува во градот Тетово, сите се бориме да земаме сами гласови. Значи, морам тоа да им кажам на моите гласачи и да знаат, и ве молам да гласате на број 11, во 17 да излегувате сите на избор. Без разлика кого ќе гласате, барем да излегувате да го промените Тетово. Мојата програма е многу интересна. Јас сум бил градоначалник и си знаем секоја улица и уличка. Знаем колку вода сум работил ја за водата, колку сум работил за чиштење на градот, во урбанизам, во градежништво, се што сум работил, едукација на школите и све тоа. Колку сум инвестирал во школите, сакам да ви препоручам да сум еден од вас и затоа сакам да ме гласите. Сакам да знаете да мојата канцеларија била отворена за сите граѓани и тоа исто ќе продолжи. Исто така во моје време биле инвестиции многу важни во градот, а тоа го знаат граѓаните. Кандидатот за градоначалник на Тетово од ДУИ Теута Арифи го презентираше планот за работа во првите 100 дена од раководење со општината Тетово. Арифи истакна дека станува збор за реални и остварливи проекти кои влијаат на повеќето сфери од секојдневниот живот на граѓанинот. Ветуваме дека во првите 100 дена со раководење со општина Тетово ќе постигнеме. Игралишта за деца на неколку локации низ градот. Отварање, комплетирање на првиот дел од булевардот Благоја Тоска до текстилното училиште. Регулирање на шеталиштето на река Пена. Реконструкција на улиците Никола Тесла и Мирча Ачцев во Тетово. Ке подготвиме предлог до Општинскиот совет за намалување на даноците за градба, за сите оние што ке поднесат барање за зелени покриви, реконструкција осветлување на патот до и во село Сарачино, поставување полуподземни контейнери на 31 локација низ градот, снабдување на училиштата со инвертори, поделба на ЈКП на 2 дирекции, што ќе овозможи поефикасно управување и подобри услуги за граѓаните, изградба на градинка во близина на основното училиште Кирил и Методи. Кандидатот за градоначалник на Гостивар од ДУИ Невзат Бејта упати критики до досегашната општинска власт, нагласувајќи дека не ги решила еколошките и проблемите со кучињата скитници. Таравари беше 4 години на чело на општината, нешто не ги реши проблемите, уште се направија многу проблеми,
ако уште 4 години станува на чело на гостиар, ние ќе имаме еден нечист град и ќе имаме кучиња уште повише што ќе ги ризикуваат животите на нашите деца. Кандидатот за градоначелник на Гостивар од Алијанса за албанците Арбен Таравари денес беше во обиколка на градскиот пазар и заедно со форумот на млади ја делија изборната програма. Откако поминавме повеќе состаноци низ сите села и населби во Гостивар, сметавме дека денес и утре е поубаво времето директно да ја дадеме нашата кратка програма да ја прочитаат, како што впрочем треба да го направат и сите кандидати. Граѓаните или суверениот треба во недела да гласа, каде што мисли дека е подобро, која програма смета дека е подобра, за кој кандидат мислат дека е подобар, треба да гласаат мирно, трезвено и се надевам дека, не се надевам, туку мислам дека народот никогаш не греши и ќе гласа за тој кој што е подобар според нив. Образованието, младите и културата се многу важни теми за кои ќе разговараме, рече кандидатот за градоначелник на општина Тетово од Движењето Беса во рамки на презентирањето на предизборната програма пред јавноста. Разговараме за образованието, за младите, за културата, за сите овие проблеми кои на видом изгледат неважни, али се основни и многу поважни од тоа што ние немаме вода, немаме канализација, немаме основни услови за живот. Сепак овие се услови кои треба да ги креираме за утрешно, за подобро утре и за некоја утрешнина која ќе биде поубава и посветла за сите нас. Урбаниот хаос се шири секој ден, велат од иницијативата за подобро Тетово кои се кандидираат како дел од независната листа на советници. На таа тема тие се обратија на граѓаните. Почитувани медиуми, во Тетово во многу наши мала јавните простории се запоставени, без зеленило, без паркови, без игралишта за деца и места за спортски активности. Овие простории нам ни се украдени. Треба да им ги вратиме на граѓаните. Урбаниот хаос се шири како метастаза секој ден и повеќе. Да ги сопреме неконтролираните градби во нашите населби. Тетовци заслужуваат да имаат достоинствен живот. Кандидатот за градоначелник на Тетово од Интегра Снежана Стојановска со порака до останатите кандидати. Почитувани кандидати за градоначалници на градот Тетово. Утре, 13 октомври, во 14 часот во ресторанот Арби, ве поканувам на кафе муабет и да ја искористам приликата, затоа што ми е роден ден, да се почастим и да кажеме на граѓаните на Тетово да се одлучат онака како што тие мислат. Оваа покана секако ја испраќам преку телевизија Кисменада, но и на вашите мейлови ќе ги добиете истите пораки што се ја ги кажувам. Пријавено починато лице од Италија на местото ловиште Јеловјане во атар на Попова шапка од СВР Тетово и со апел до возачите и пешаците. Вчера околу 9 часот и 30 минути во СВР Тетово било пријавено дека на место викано ловиште Јеловјане 3 во атар на Попова шапка починал 64 годишник од Италија кој бил на лов преку ловечко друштво од село Боговиње Тетовско. Лекар од итна медицинска помош констатирал смрт без траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител телото ќе биде дадено на семејството. Вчера на подрачјето на Гостивар спроведена акцијска контрола за брзина со која се движат возилата надвор од населено место. При контролата биле откриени и законски санкционирани 22 пречекорувања на максимално дозволената брзина, од кои 3 за повеќе од 70 км на час од дозволеното и 10 за 50 до 70 км на час повеќе од дозволеното. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со законски предвидените мерки.
Секторот за внатрешни работи Тетово и овој месец со апел до возачите да внимаваат, задолжително да им даваат предност на пешаците на обележани премини и да не ја доведуваат во прашање нивната безбедност, зашто во спротивно ќе се соочат со соодветни поднесоци и со парична глоба, која за овој вид сообраќаен прекршок изнесува 250 евра во динарска противредност, но и со заштитна мерка времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Пешаците пак уште еднаш се подсетуваат да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и да не ги преминуваат улиците каде што ќе стигнат, да не се задржуваат на коловоз и исклучиво да се движат по тротоари или по десната страна на коловозот доколку не постојат тротоари. Паричните глоби за непочитување на овие сообраќајни правила и законски обврски се движат од 20 до 50 евра во денарска противредност. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со нашата програма, следува интервјуто со академик Павле Кузмановски за добиеното високо државно признание 11 октомври. Ви благодариме на вниманието и пријатно.